Здраво ученици! Јас сум тичер Билјана и ви посакувам топло добри дојде на овој денешен онлайн час по англиски јазик за 6 одделение. На овој час ќе дискутираме за спортски фанови, тема која што насекаде во светот е секогаш добре дојдена. За овој час ќе ви бидат потребни тетратките, приборот за пишување и учебникот по англиски јазик за 6 одделение. Целите на овој час се спортови во Англија, вокабулар поврзан со спортот и комуникација поврзана со спортот. На следниот слайд може да ги погледнете понудените прашања на кои што воедно би сакала да се обидете и да ги одговорите. Прашање број 1. Are you a sport fan? Прашање 2. Do you like sport? Прашање број 3. What sport do you like playing? Ке дадам образложение на само едно од понудените прашања, а тоа е прашањето Do you like sport, на кое што и воедно ке наведам неколку одговори. Првиот одговор. I've always been really sporty. I enjoy some sports, though I am not a fanatic. And I don't like sports. Како што може да приметите, имаме две зборчиња кои што се разликуваат од останатите, бидејќи би сакала да го продискутирам нивното значење. Sporty, meaning somebody who is really interested in sport and often plays. Fanatic, somebody who only cares about one thing and who is really interested in something. Првата задача на овој онлайн час е да овие две понудени зборчиња, спорти и фанатик, ги употребите во реченица. На следниот слайд ќе продискутираме за видови спорт. Како што може да видите, имаме два вида на спорт, и тоа team sport and individual sport. Задачата на овој слайд е следната. Би сакала да напишете 5 спортови кои што ги знаеш на англиски јазик во понудените места. Стопирајте го видеото и напишете ги. Секако, јас ви понудив мои одговори и тоа баскетбол, волейбол, хоки, крикет, фудбал, individual спорт, тенис, badminton, swimming, boxing and running. Се надевам дека имавме некои поклопувања со моите и вашите одговори. Погледнете го the emoji кое што се прашува, значи сигурно ќе ви биде јасно дека следната задача идеме повторно со размислување. Што мислите? Кои од напишаните спортови одат со глаголот play? Стопирајте го видеото и одговорете. Спортови кои што ни се напишани во team sport и individual sport, а одат со глагол play, се следните: баскетбол, волейбол, хоки, крикет and фудбал. Се надевам дека од овој понуден одговор, мој и ваш, многу лесно ќе продискутираме за правилото на play и неговата употреба, која што е следна. Play always goes with ball sports. На наредниот слайд преминуваме кон читање. Но секако, претходно би сакала да ги погледнете и одговорите овие две прашања. Question number 1. What's your favorite sport? Question 2. Which sports are popular in UK? The answer to the first question is basketball, and rugby, badminton, cricket, tennis and many others answer to the second question. Секако, ова се мои одговори. Наредната вежба имаме слушање на текстовите кои што ги имаме на страна 101 од учебникот. Кога ќе завршиме со listening, би сакала потоа да ги прочитате тие мали параграфи во себе.
Отворете ги учебниците на страна 101 and follow the listening. Sports fans. Football. My favorite team is Manchester United, and I go to all their matches with my son. The matches are usually on Saturday afternoon or sometimes on Sunday. We often travel a long way to see them. My son has got autographs of his favorite players, and one day he wants to be a Manchester United football player. Cricket. Cricket's popular in the UK, and it's also the national sport of Australia, India, and Pakistan. Every year I take a week's holiday and go to watch England play an international match. The matches usually start at 11 o'clock and finish in the evening. They often continue for 4 or 5 days. Motor racing. Our favorite sport is motor racing. We usually go to the British Grand Prix at Silverstone in July to watch the Ferrari team. We always arrive early and we take a picnic lunch. For us, it's the best day of the year. Tennis. The Wimbledon Tennis Championship takes place in June. It's famous all over the world. 500,000 people go every year. It's often difficult to buy tickets for the final. People queue for a long time, sometimes all night. This year I'm at the front of the queue with my sleeping bag and lots of food. Okay. Како непознат збор од овие мали параграфи го извлеков зборот queue, which means wait in line. Бидејќи учебниците ви се се уште отворени, веќе сигурно сте го погледнале податокот за Вимблдон, кој што е премногу интересен. На следниот слайд ќе ги продискутираме одговорите на прашањата, односно на задачите која што следи под параграфите во учебникот. Речениците во делот на task би сакала да ги погледнете, препишете, а воедно да се одговорат на следниот начин. Речениците кои што се точни да се обележат со T, речениците кои што не се точни да се обележат со F. Кога ќе завршите со оваа задача, би сакала да речениците кои сметате дека не се точни да се напише точниот одговор. Стопирайте го видеото да ја сработите оваа задача. Одговор на првата реченица е false, and the correct answer is they are usually on Sunday afternoon. Sentence number 2 is true. Sentence number 3, true also. Sentence number 4, true. Sentence 5, false. The correct answer is it takes place in the summer. Sentence 6 is false again. It's the name of a place. Се надевам дека немавме многу грешки во оваа задача. На последниот слайд имаме објаснување за домашна задача на која што имаме 4 прашања кои што се поврзани со малите параграфи од учебникот. И би сакала истите да се одговорат. Question number 1. How many strawberries do people eat at Wimbledon Tennis Championship? Question 2. What does the speaker do on holiday? And question 3. When does the British Grand Prix take place? Се надевам дека овие прашања не се тешки и дека би ги одговориле без грешка. Точните одговори на овие 3 прашања се следни. Answer to question 1 is 27,000 kilos of English strawberries. Answer to question 2. He watches England when they play cricket. And answer to question 3 is in July. Се надевам дека на овој денешен онлайн час научивте нешто ново, поврзано со спортот. I hope to see you soon in your schools and your classrooms. Stay home, save lives. Bye.